Се зголемува бројот на случаи на сексуални напади врз деца, а тоа единствено може да се контролира со доживотен затвор, бидејќи статистиката говори дека околу 70% од сексуалните предатори го повторуваат делото, вели Драги Змејанац од првата детска амбасада Меѓеши. За 3 години има 33 пријави на СОС телефонот Ало Бушовко за сексуална злоупотреба на малолетник, но има случаи кога за таквите трауми децата не изостуваат ниту збор по 10 до 20 години. Затоа овие дела не треба да застаруваат, вели Змејанац. Бројот на случаи се зголемува во последниот период и формите и начините. За вакви трауми децата знаат да молчат и по 10-20 години. Немаат сигурна средина каде да дојдат, а посебно ако тоа го прават познаници, сторители кои имаат децата доверба. Траумата е уште потешка. Ние се залагаме за доживотна казна затвор за сексуалните предатори, посебно ако го направат под 14 години полов напад на дете. За нив нема сигурен третман и кога се во затвор, така наречената бихевиорална когнитивна метода не функционира, која се на слобода во 70% и повеќе го повторуваат делото. Нема поинаков начин за ресоциализација, така наречената хемиска кастрација не функционира. Велат од Меѓаши, од каде сметаат дека затворот е превенција, оти кога се на слобода ваквите предатори за најмалите се опасни, бидејќи вообичаено таргетираат средини во кои се чувствуваат доминантни и моќни. Последниот случај на полов напад врз дете од страна на јавното обвинителство е процесуиран пред 2 дена. Обвинителството започна истрага против 70 годишник кој е обвинет дека сексуално нападнал 11 годишно девојче на кое му одржувал приватни часови. Според неофицијалните информации, на девојчето му држал часови по пијано. Случајот во полиција го пријавил таткото откако забележал дека 70 годишникот ја допирал ќерка му додека и држал часови во неговиот дом. Обвинетиот не смее да излезе од дома. Одземен му е пасошот, а не смее ниту да држи часови на други деца. Мора да се јавува кај службено лице на одреден период поради мерките на предпазливост.